Денеска ќе зборуваме за уште еден алпинистички планинарски подвиг на двајца македонски планинари и алпинисти, односно за повеќе членови на планинарскиот клуб Анапурна. Меѓутоа, претходно ќе зборуваме за она што е актуелно денеска, а тоа е протестот на вработените во здравството, кој треба точно во 5 минути до 12 часот да почне пред канцелариите на Министерството за здравство. Ете, символично 5 до 12 со порака дека работите во здравството се стасани. Дотаму гости на оваа тема е Боби Стојановски, подпредседател на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита. Господин Стојановски, добро утро, добро дојдовте во студиото. Добро утро и благодарам на поканата и можноста преку вашиот медиум јасно и недвосмислено да ги искажеме нашите ставови и барања во врска со најавениот протест кој ќе се одржи денеска пред Министерството за здравство во 5 до 12. Така, како е да се биде денеска, какво е чувството да се биде вработен во здравството во Македонија? Впечатоците на пациентите се горе-доле познати. Како е од вашиот видокруг погледната работата? Како изгледа од таму? Ние знаеме дека нашето јавно здравство се наоѓа во некоја апатична состојба, најблаго речено да не кажам. Ние како здравствени работници го даваме својот максимум и се трудиме според своите можности, според условите во кои што работиме, да го дадеме максимумот од себе. Меѓутоа, она што здравствените власти, односно оние што ја креира здравствената политика, на начинот на кој не наградува, сметаме дека е стварно деградирачки и омаложувачки во најмала рака, кажам. Веднаш преминавте на, односно ми дадовте прилично синдикален одговор. Сакав генерално да го чуем вашиот впечаток еве како човек кој работи во здравството, кој секојдневно се соочува со пациенти. Дали се чувствувате благородно дека ете вршите една навистина благородна дејност согласно Хипокритовата заклетва? Дали се чувствувате достоинствено како што веројатно би требало да медицинскиот кадар да се чувствува? Апсолутно е тоа така. Нашите пациенти се пациенти и треба да сватиме дека сите ние во еден момент сме потенцијален пациент и треба да ги гледаме така, дека како секој пациент, дека нашиот може да биде нашиот татко, нашиот син и треба и така да се однесуваме. Сметаме дека сме многу коректни, поготоа јас доаѓам од Универзитетската клиника за хируршки болести Светинова Охридски Скопје, познатата Стара градска болница, и можам да кажам дека сме една институција со најголем број на оперативни зафати во државата, а тоа само тоа треба да ни укаже дека го заслужуваме оној епитет што го велите, дека сме хумани, дека се чувствуваме онакви, дека сме добро згрижени, добро се грижиме за пациентите и мислиме дека си ја вршиме работата сосема совесно и сосема коректно. Тоа не го спорев, прашањето беше комбинирано, дали се чувствувате и достоинствено, дали може достоинствено да се живее како вработен во здравството? Не, на жалост не. За ова го спомнувам во еден контекст, ќе направам една споредба само. Според Сојузот на синдикати на Македонија, потрошувачката кошничка за месец февруари 2023 година изнесува 50.909 денари. А основната плата на една медицинска сестра во Македонија е 20.300 денари. Што би значило дека за една медицинска сестра да ги исполни своите основни елементарни услови за живот, за себе и за своето семејство, треба да работи најмалку 2 месеци. Па видите дали е тоа достоинствено. Во ред на почетокот состојбата во здравството ја оценивте како апатична. Тој збор го употребивте, од ова што го кажувате, можеби построга оценка заслужува здравството дека состојбата е катастрофална. Благо речено дека е катастрофална, поготово во делот на трудот што го внесува здравствените работници и за тоа во однос сето тоа како се платени за својот труд. Добро, која е главната порака од денешниот протест? Символично 5 до 12 и дали тоа ќе се одрази, иако и од двата синдиката кои го организираат денешниот протест уверуваат дека денешниот протест нема да биде врз грбот на пациентите, односно дека тие нема да почувствуваат дека се протестира, бидејќи термините за прегледи ќе се извршуваат без прекин и без пореметувања, како ќе успеете и да се соберете пред Министерството за здравство и да им пружите здравствени услуги на оние кои им требаат денеска? Сакам да напомнам дека сите здравствени осигуреници, односно нашите пациенти кои имаат закажано било каква здравствена услуга во јавните здравствени установи денес, исто така ќе си ја добијат како и секој друг работен ден. Значи, редовните термини, контролните термини, лабораториски испитувања, рентген испитувања, хируршки интервенции, сите тие ќе бидат во редот како што е секој работен ден. Со тоа јасно укажуваме дека нашиот револт
со овој протест не е насочен кон пациентите, поради кој постои овој јавен здравствен систем, туку според оние што ја креира здравствената политика, тоа е Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурање. Пак ќе напомнам, сите пациенти ќе си го добијат она за што денеска ќе побараат таква услуга, бидејќи на протестот ќе учествуваат само вработените кои се слободни денес, односно кои се втора смена на работа, кои се слободни од дежурство или користат слободни денови или годишен одмор. Така да, масовноста во делот на присуство не ја гледаме како најголем мотив, туку мотивот ни е да бидат присутни здравствени работници од сите синдикални организации, а во случајов и колегите од самостојниот клинички синдикат на клинички центар. Генерално, вашите барања се покачување на платата. А истовремено велите револтот е насочен кон креаторите на здравствената политика. Дали тоа е еднократно зголемување на платите кое го барате? И да објаснете колку всушност барате, ќе го реши проблемот во здравството? Не. Проблемот во здравството, овој анекс на колективен договор што го бараме, нема да ги реши проблемите. Бидејќи ние сега бараме покачување во 3000 денари во бруто износ за медицинските сестри со средно, висше и високо образование. Кога велам медицинските сестри, мислам на сите оние со средна стручна спрема, дојка за останатите по 2000 денари. Или во нето износ некаде околу 2000 денари за медицинските сестри и останатите, а некаде околу 1350 денари за останатите. Ако мислиме дека со 1500 денари, 1350 денари ќе го решиме проблемот, многу се лажеме. Сега сакам да направам само една споредба како изнесуваат платите во околината. Нема да идеме многу далеко. Еве, на пример, просечна плата во Црна Гора на една медицинска сестра е 592 евра, за разлика од канадска што е 332 евра. Во Србија истата таа изнесува 32.000. Меѓутоа таму здравствените власти последните 2 години алармантно укажуваат дека имаат недостаток на здравствен персонал. Јас тоа не го чув од нашите здравствени власти во последниве неколку години, на жалост. Има ли недостиг на здравствени работници во Македонија? Да. Зошто молчат тогаш властите? Недостигот ќе го покрепиме со статистички податоци кои ги имаме како синдикат, а се однесуваат од 2020 година, дека по бројот на вработени здравствени работници на 100.000 жители, Македонија има само 705 вработени. За разлика од една Германија, каде што на жалост најголем број од нашите колеги гледаат да си го најдат својот пат и животен обсек, изнесува 1754. А да не се споредуваме со една Швајцарија, каде што има 2649 вработени здравствени работници на 100.000 жители. И сега ние сакаме со најголем број на вработени здравствени работници да добиеме квалитетна и добра здравствена нега. Тоа е невозможно. Добро, велите еднократното зголемување на платите во нето износ од 1350 денари, односно 2000 денари, нема да ги реши проблемите во здравството. И веројатно од тука неизбежен оној генерален штрајк што го најавувате како закана дека ако не бидат исполнети денешните барања на овој протест, ќе се стапи во генерален штрајк кој сепак ќе се одрази и врз работата со пациенти, односно тогаш пациентите нема да можат да ги добиваат здравствените услуги. Нашата интенција е да не дојдеме до генерален штрајк. Меѓутоа, доколку властите не се согласат и не го потпишат овој анекс на колективен договор, кој мора да напоменам дека е двостран акт, го потпишуваат Министерството за здравство и репрезентативниот синдикат. Доколку не се случи ова, ќе се случи мартовската плата од 20.000 вработени во јавниот здравствен сервис, дури 11.000 вработени да добијат минимална плата, односно да имаме изедначување на платата. Што би значиле, да парафразирам, а никого да не навредам, дека ќе споредиме метла со шприц и анализи што живот значат. Така, имате поддршка и од лекарите? Да, апсолутно имаме од лекарите. Нивната основна плата е се уште релативна ниска во однос на нашето обкружување. Тие своите додатоци ги остваруваат преку дежурство, што сепак е додаток на плата. Не секогаш во животот ќе бидете спремни да дежурате од најразлични причини. Сепак основната работа за екзистенција е само платата и основната плата. Дали еве вие лично сте лаборант, работите во лабораторија? Да. Како здравствен работник ви пречи само ниската плата или и условите, организацијата, односно неорганизацијата? Може ли да дадете опис на еден ваш работен ден и што ви недостига, односно што ви пречи? Што ве фрустрира во секојдневието? Можам да кажам дека состојбата во јавното здравство како за вработените така и за пациентите е онаква каква што е.
Сите ја знаеме, меѓутоа одговорот на ова прашање сепак ќе го насочите према здравствените власти што ја креираат оваа здравствена политика и оние што ја водат државата. Ние како здравствени работници максимално се трудиме во однос на своите услови за работа што ги имаме. Пак ќе напомнам какви што се, да го дадеме својот максимум и да излечеме најдоброто што можеме од она со што располагаме. Имате ли доволно заштитна опрема, например заштитни маски на раквици, капи, сето она што треба да го има еден медицински работник? Апсолутно. Апсолутно. Во таа гледна точка не можеме да се пожалиме дека ни недостасува такво нешто. Ние живеевме за време на пандемијата околу 2 години под скафандери. Не можам да кажам дека сме биле незаштитени. Нажалост, одредени наши колеги и го загубија животот на работното место. Голем број од граѓаните и најголем број од јавноста ни аплаудираше, меѓутоа извинете, времето на аплаузи, на говорики и на желботеки е одамна поминато. Сепак здравствениот работник треба да си го добие својот статус, општествен статус и да си добие поголема плата согласно вложениот труд и според она што треба да биде онака како што е. Што освен повисока плата не достига во здравството? Подобра организација? Нешто друго да споменете? Па не спомнавме дека ние како синдикати во минатата година го организиравме јавниот штрајк преку Сојузот на синдикати актери во јавен сектор, каде што баравме усогласување на минималната плата за 2806 денари и регулирање на регресот на годишен одмор. Во здравството регрес за годишен одмор не е исплатен во последните 25 години, што не става во крајно неположна положба во однос на сите останати. Чашата ја прелеа, според мене, одлуката на владата, која завчера беше обединети, дека освен здравството, полицијата и војската добија покачување на плата од вчера. Значи, еден од 5 столбови на државата, здравството е оставено на маргините на општество. Јас не ја разбирам поентата, не ја разбирам политиката на оваа влада или какво сакате крстете ја, како може еден здравствен систем да биде ставен на маргините и да биде толку неинтересен, да не кажам, да не употребам друг погоден збор, за она што е најбитно во животот. Да разбереме, најбитно во животот е здравието. Треба да превенираме, па потоа да лечиме. Вие сте во склоп на Сојузот на синдикатите на Македонија како репрезентативен синдикат. Дали досега имавте средба со новиот министер? Да, ние имавме средби со новиот министер, имавме многу средби со претходниот министер и со директорката на фондот и со раководителот на фондот, меѓутоа сите тие наши заложби, укажувања, аргументирани пристапи со бројки, со кажувања не вродија до плод до ден денеска. Имате чувство дека го разбираат проблемот и сакаат да помогнат, меѓутоа не се во можност или пак ве игнорираат? На кој начин би го опишале односот со властите? Па не би го нарекол игнорански однос. Имаме коректна соработка, како и со претходниот министер. Бевме повикани, разговаравме, аргументиравме, меѓутоа можеме да зборуваме колку сакаме, да разлекуваме, меѓутоа на крајот од денот е најбитно она што ќе реализираме, а ние имаме сега реализација нула. Дали министерот има надлежност да го реши вашиот проблем? Да. Може ако сака? Тоа не знам како треба него да го прашате. Добро, господин Стојановски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската и за најавата на денешниот протест. Благодарам многу.